Глава 7. Не судете, за да не бидете судени. Зашто со каков суд судите, со таков ке бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква и ке ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а гледата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе му кажеш на твојот брат, чекај да ти ја извадам раската од окото, кога во твоето око има греда? Лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Светото не давајте им го на кучињата и не фрлајте си го бисерот пред свињите, за да не го изгазат со своите нозе и да се вратат и да ве раскинат. Посакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што моли, добива, и кој бара, наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Има ли меѓу вас човек, кој, ако му посака неговиот син леп, ќе му даде камен, и кога ќе посака риба, ќе му даде змија? И така, ако вие кои сте лоши умеете да им давате на своите чеда добри дарови, колку ли повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бараат. Се она што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа е законот и пророците. Влезете низ тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст, и мнозина минуваат низ нив. А тесни се вратите и тесен е патот што води кон животот, и малкумина ги наоѓаат. Пазете се од лажните пророци, кои доаѓаат во овча кожа, а одвнатре се волци грабливи. По нивните плодови ќе ги познаете. Се бере ли грозје од трње, или смокви од чичка? Па така, секое добро дрво дава добри плодови, а лошо дрво дава лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво што не дава добар плод, го сечат и го фрлаат во оган. И така, по нивните плодови ќе ги познаете. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ке им кажам: никогаш не сум ве познавал. Бегајте од мене вие што правите незаконски дела. И така, секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа врз камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена врз камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек, кој си изградил куќа врз песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, а паѓањето и беше страшно. И кога ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците.